Патната инфраструктура ни земјава, која со години или немаше никаков развој, или работите одеа успорено без некои видливи резултати, за нешто повеќе од една година позитивно го менува својот изглед. Фактот што речиси и да нема делница на која интензивно не се работи, само потврдува дека кога се знае и сака, се и се може. Според министерот за транспорт и врски Александар Николовски, ваквиот приод и засиленото темпо, ако и се подкрепува со пуштањето во употреба на дури 80 километри нови модерни патишта, е единствениот начин за Македонија и низините граѓани конечно да почнат да живеат поквалитетен живот кој ќе донесе и поголем економски развој на земјата. Проекциите се дека до 2029 година целата патна мрежа низ државава ќе биде рехабилитирана. Во моментов работиме со Европската Унија во делот на планот за раст од Срацин до Романовци, односно до Куманово. Исто така експресен пат, експроприацијата е завршена. Треба сега со Европска Унија се договориме околу процесот на избор на изведувачи да почнат и таму. Од Романовци, односно Куманово до Скопје веќе има автопат, има и обиколница на Скопје, која што за жал не е во добра состојба. Следната година целосно ќе репарираме, ќе обновиме таа обиколница. Скопје Тетово веќе постои автопат, Тетово Гостивар се гради, Гостивар Букојчани се гради, Букојчани Кичево до 30 септември годинава очекуваме понуди, така што воопшто не е нереално да очекуваме до крајот на 2028 година или првата половина на 2029 година од граничен премин Деве Бајр, кој што е со Бугарија, до граничен премин Ќапасен, кој што е со Албанија, да имаме целосно автопатско или експресен пат решение. Истовремено, со несмалено темпо напредуваат и градежните работи на автопатот Прилеп Битола, кој како проект е препон со теренски предизвици. Бројните експроприации, присуството на мноштвото неексплодирани боеви средства од минатите војни, вредните археолошки наоѓалишта и рудните богатства долж трасата од 40 километри се само дел од тие предизвици, а кои се решаваат во од. Оваа траса опфаќа и 10 моста, 16 надвозници и 6 подвозници. Таму оди одлично, очекувам првите 11 километри да ги имаме пуштени во сообраќај веќе следната година. Вкупно 40 километри е автопатското решение помеѓу Прилеп и Битола, а до втората половина на 2027 година целосно се заврши автопатот Прилеп Битола. И на куколку за подсетување, на почетокот од јули беше пуштена во употреба и делницата од Дреново до Фариш во должина од 10,2 километри како дел од експресниот пат Градско Прилеп, а додека во јануари во функција беше ставена и делницата Градско Фариш во должина од 16,5 километри. Овој современ пат ќе значи многу за поврзувањето на Прилеп и Битола, како и на останатите околни општини од Пелагонискиот регион со главниот град, но исто така ќе значи и поврзување и со соседна Грција и со коридорот 10D, а тоа значи целосно или автопатско или експресно поврзување и со граничниот премин Меджитлија.